На собирот на европските конзервативни партии во Мадрид различни мислења за тоа како Европа да се справи со големиот мигрантски бран. Германскиот канцелар Ангела Меркел инсистира на тоа дека Европа мора да ги брани незините принципи и кога се соочува со мигрантската криза. Jeder, der Europa betritt, Секоја личност која пристигнува во Европа има право да биде третирана како личност. Имаме документ за човекови права кој ние го измисливме и тоа е основа за секој да биде третиран на хуман начин, изјави Меркел обраќајќи се на собирот во Мадрид. Со ова не се согласуваат дел од европските лидери, со што уште една се покажаа тешкотиите со кои се соочува континентот во постигнувањето консензус со пристигнувањето на стотиците илјади бегалци и мигранти. Унгарскиот премиер Виктор Орбан, например, е за поголемо затворање на границите и репатриација на мигрантите. What we have been facing is not a refugee crisis. Она со што се соочуваме не е бегалска криза. Ова е миграцијско движење на економски мигранти, бегалци и странски борци. Европа не е во состојба да ги прифати сите што сакаат подобар живот. Треба да им помогнеме достоинствено да му се вратат на нивниот живот и треба да ги испратиме назад во нивните земји, рече Орбан. За Меркел, обврска на Европа како просперитетен регион е да им помага на земјите како Турција, Либан и Јордан, каде што има милиони бегалци. Според неа, едно од најзначајните прашања е да се прави разлика меѓу економските мигранти и бегалците. Важно е да се забележи дека не сите ќе можат да останат тука. Иако тоа ги повредува нашите срца, оние што имаат само економски причини треба да ја напуштат Европа, бидејќи не ќе можеме да им помогнеме на оние на кои на вистина им треба помош, рече Меркел. Поранешниот француски председател Никола Саркози оцени дека Европа се соочува со сериозна криза невидена досега во историјата на европскиот континент. На таа криза според него не може да се одговори со застарен шенгенски договор кој се распаѓа. Nous devons répondre à ce défi avec la solidarité européenne. На овој проблем мора да одговориме со солидарност со европејците кои предлагаат нов Шенген. Ние мора да создадеме нова заедничка европска политика, рече Саркози. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ги критикуваше членките на Европската унија за тоа што не ја даваат ветената хуманитарна помош за справување со мигрантската криза. La crise migratoire que nous sommes en train de vivre ne sera pas Кризата со terminée à која се Noël. соочуваме нема да заврши до Божиќ. Таа ќе трае и затоа е неопходна долгорочна акција, изјави тој на собирот на европските конзервативни партии. Членките на Унијата ветија над 2 милиарди и 300 милиони евра, но досега дале само 275 милиони евра за справување со кризата. Жан-Клод Јункер повика неколку европски лидери, меѓу нив Меркел и Орбан, да учествуваат на вонредниот собир на шефовите на држави и влади на земјите од Балканот, кој в недела ќе се одржи во Брисел и кој ќе биде посветен на мигрантската криза.